Преполни контејнери и расфрлан смет наоколу е сликата која може да се види во одредени делови од Тетово. Пред православните гробишта се уште има купишта отпад, а мини депони околу корпите за отпадоци има во неколку населби во градот. Тетовци се жалат на неажурност на комуналното предпријатие и на општа нехигиена на јавните површини. Хигиената го гледате сами како е. Ево, сликете од сите страни за никаде. Овој патот од ова страна 100 години седи така. Сега почнале тамо долу кај Седра да работат. Па како да ви кажем, не е баш најдобро. Густа населба, прљавштина е. Капите се собира доволно? Не, мада не сум ја од Тетово од село, али секаде има. Екологија е, ево гледате како е, изгледа. Катастрофално. Самите можете да видите. Самите можете да видите, контейнери не пуни со смеќе, видите, самите свертите камера, па ќе видите. Од јавното комунално предпријатие Тетово велат дека овој месец граѓаните фрлиле за околу 100 тони смет повеќе од претходните месеци. Нивните екипи редовно ги празнат контејнерите во текот на ноќта, но со оглед на се поголемата количина на ѓубре, подготвени се да почнат со празнење на корпите за отпадоци 2 пати на ден. На јанари, февруари, март, значи имаме 150 до 170 тон на ден. Значи сега во април, мај, значи ние одиме до 270 тона повеќе ѓубре. И второто, значи земјна ѓубре ќе оди, значи повеќе во месец јуни август. Тога стигаме на 280 до 300 тона на ден. Нормално, значи по земјна ѓубре, значи имаме повеќе ѓубре во град. И нормално, значи, и нашиот ангажман, значи, секој ден, значи, одиме на работа. Ние планираме, значи, сме почнали, значи, рајоните во главните улици, во булевард, да ги земеме не само во трета смена, значи, ние одиме сега по 2 пати на ден. Значи, нашиот камера и вие го гледа, значи излезе во 15 часот, значи го сел и нормално во третата смена од 24 сати, значи во еден начин, значи ги пројде целот значи булевардите во главните улици во градот. Делумно решение за проблемот со сметот во Тетово е поставување на подземни контејнери. Ваквите садови би собирале многу повеќе отпад и би било идеално решение за да не се расфрла отпадот наоколу од куќиња скитници, а исто така ќе се исклучи и можноста за ширење на непријатна миризба. Но како што изјави директорот ЦЕК, идејата за поставување на подземни контејнери најверојатно нема да се реализира уште неколку години.